Facebook страници шират невистини за безбедноста на водата во Штип и создаваат паника меѓу населението, тврди ИСАР. Нивната реакција доаѓа откако Facebook страницата Штипски актуелности објави видео и обвини за небезбедност на бунарите за вода во Штип. Во статус на страницата под наслов "Шокантно, загрозен животот и здравјето на граѓаните на општина Штип", администраторот на страницата напишал: Еден од главните бунари со кој Штип се снабдува со вода е оставен целосно незаштитен и необезбеден, што ако некој намерно или ненамерно реши да пушти само неколку грама токсични материи во водоводниот систем на градот. Последиците од ова ќе бидат фатални за граѓаните на општина Штип. Дали некој ќе превземе одговорност и ќе одговара за оваа негрижа? Јавното претпријатие ИСАР има законска обврска да обезбедува здрава вода за пиење. Очигледно дека со овие слики се потврдува сосема спротивното. Дали градските власти ќе го премолчат и овој скандал и вината ќе ја бараат во други, а не во самите нив и во нивното несовесно работење. Пост со ваква содржина иницирал стотици јавувања на исплашени граѓани во ИСАР, кои барале гаранции дека водата што ја пијат е безбедна. Случајот со постот на Штипски актуелности веќе е предмет на полициска истрага, зашто од ИСАР тврдат дека снимките и напишаното воопшто не се вистинити и нивна цел е преку лаги и манипулации да му се нанесе штета на претпријатието. Ја информираме јавноста дека потреба од загриженост нема, граѓаните на општина Штип пијат здрава и чиста вода за пиење. Резерварите, бунарите и сите препумни станици што се наоѓаат во градот Штип, со кои управува јавното претпријатие ИСАР, се безбедни и заштитени согласно законските прописи. Сите резервари и препумни станици се заштитени технички со безбедни метални врати, метални прозори во кој е невозможно да се влезе. Во просторот околу бунарите и препумните станици и резерварите е забрането секакво појавување на повикани лица и забрането на престој на секакви лица. Инаку, водата за пиење во Штип е една од најквалитетните во државата, што се потврдува со секојдневните анализи во филтер станицата, но и во Центарот за јавно здравје и Институтот за храна и ветеринарство.